24.6.2023 година во 2 часот и 40 минути по грчко време од страна на грчките власти бев спречена да влезам како турист во Грција, како што бев информирана поради 3-годишна забрана за влез, без да ми се издаде посебен документ за тоа, така што не знам ни кога точно почнала, ни зошто почнала, ни кога ќе заврши таа забрана. Ми беше врачен само лист на кој пишува дека во нивниот национален регистар сум непожелна. Нејасно е како турист со чадор за сонце во багажот е непожелен за Грција и кога и зошто ти ја донале таква мерка против мене. Со оглед на тоа што само пред една недела на 17.6.2023 година на председателот на Единствена Македонија Јан Ковачев и на други членови на партијата и на извршниот комитет им беше оневозможен влез во Грција со цел посета на нивици на 5-годишнината од подпишувањето на така наречениот Преспански договор. Јасно е дека и покрај тоа што не бев во делегацијата на 17 јуни, изминатите неколку дена и за мене грчките власти донеле мерка за забрана на влез само поради тоа што сум председател на Унија на жени на Единствена Македонија и член на извршниот комитет. Мојот став инаку за така наречениот Преспански договор е познат на македонската јавност и повеќе пати кажуван и пред и по донесувањето на овој така наречен, односно на овој квази договор. Мојот став си останува непроменет, дека овој договор е невалидно и правно неиздржано парче хартија, чија содржина е насилно ставена во македонскиот устав со криминални дејанија преку притисоци, со закани, уцени и подплатување на пратеници и над се против волјата на македонскиот народ, искажана на референдумот од септември 2018 година. Поради тоа сум кажала дека оваа состојба што македонскиот народ живее сега под окупација е неважечка и дека по доаѓањето на македонска суверена структура на власт ќе се воспостави претходната состојба со единствено важечкиот устав. После, прашање е каква е таа европска држава и еудемократија која санкционира слобода на мисла и на човечко право на слобода да одлучува за името на својата држава и за својот идентитет. Или очигледно лага се така наречените европски вредности. Во оваа смисла нагласувам дека определба и на Единствена Македонија за поништување на Преспанскиот договор не представува легална основа за ваквите незаконски, неевропски и антицивилизацијски мерки од Грција спрема партијата Единствена Македонија. Денеска ја продолжувам постапката во врска со незаконското следење, преслушување од страна на Агенцијата за национална безбедност во рамките на досието Атлантик. Директорот на Агенцијата за национална безбедност во рокот од 30 дена не одговори на моето барање да даде известување за собирањето на тајни податоци. Исто така и второстепениот управен орган не се произнесе по жалбата во рокот 30 дена да Агенцијата за национална безбедност ги достави потребните податоци. Затоа денеска поднесов тужба до Управниот суд, со која што ја продолжувам постапката, бидејќи Управниот суд има овластување согласно законот за управни спорови, потоа членот 60 ставот 2 да одлучи со своја одлука доколку јавниот орган, во случајот Агенцијата за национална безбедност, не донесе управен акт во рокот предвиден со законот. Да потсетам дека тајното преслушување и следење е преземано од 2018 година, кога Единствена Македонија го предводеше блокот Македонија бойкотира, во кој се здружија 84 организации, партијата Единствена Македонија и 83 здруженија од земјата и странство. Тогаш, знаете, јавноста, ние 7 месеци водехме битка за референдумот и против промена на името и уставот на државата.
Затоа денеска ја поднесувам тужбата до управниот суд со цел да продолжи оваа постапка и да дојде до целосно расчистување на овој скандал со незаконското следење и преслушкување спрема мене, бидејќи од досието Атлантик се гледа дека спрема мене се преземани 3 оперативно-технички средства: тајна контрола на телефон, тајно аудио и визуелно снимање и тајно следење и наблюдување. Исто така да потсетам дека паралелно имав преписка и со францускиот председател Емануел Макрон, кој го информирав дека треба да се одбие агреманот за новиот амбасадор во Париз, кој на предлог на владата треба да биде токму директорот на Агенцијата за национална безбедност. Во ова мое писмено обраќање до Макрон целосно се дадени причините зашто треба да се одбие овој агреман. По повратната комуникација од господинот Макрон известен сум дека барањето е дадено во работа во неговиот кабинет на соодветен државен советник и по него сега се постапува. Како и да е, очекувам сега од управниот суд да ја расчисти оваа злоупотреба на тајната полиција. Јас само можам да ветам дека ова ќе го истерам до крај и тоа не заради мене, туку за сите граѓани во Република Македонија, бидејќи недозволиво е тајната полиција да врши следење и преслушување на политичките неистомисленици на власта. Ви благодарам.